Кратки најави за денешниот дневник. На Охрид му треба нова стратегија за туризам. Наместо масовен, потребен е одржлив туризам. Во Охрид голема е потребата за негуватели на стари лица. Од 17 до 22 септември во Охрид ќе се одржи 67-миот светски конгрес на Интернационалната полициска асоциација. Охридскиот театар во понеделник ја започнува новата театарска сезона. 23-ти состанок на постојната експертска група за болеста африканска чума кај свините. За најавените и за останаците содржини од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со сончеви периоди и свежо време. Во попладневните часови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Во текот на ноќта вторник кон среда ќе превладува умерено облачно време со слаби локални врнежи од дожд и потопло време. Во среда во најголем дел од Европа ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло време со дневни температури во пораст и над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Во Медитеранот, односно во најголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и посвежо време со дневни температури кои што се под повеќе годишниот просек за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 18 до 25 степени. Во Македонија во среда ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо време. Ќе дува до умерен југоисточен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Минималните температури ќе бидат во благ пораст и ќе се движат во интервал од 6 до 16 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 12, односно до 23 степени. Во Охрид во среда ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо време. Минималната температура од 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Во Охрид во четврток и петок ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо време. Минималната температура од 11 степени, додека пак дневната до 18, односно 19 степени. Нестабилно време се очекува и во сабота, кога во попладневните часови се очекуваат слаби и локални врнежи од дожд и дневна температура до 19 степени. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока,
Unitas. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Кошаркарска школа за деца ProBasket Junior врши упис на нови членови. Момчиња и девојчиња на возраст од 5 до 13 години можат да се пријават во текот на цел месец септември. Со ProBasket Junior, заедно за правилен раст и развој на децата. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Потребна е нова стратегија за туризам во Охрид, избегнување на масовноста, фокусирање на алтернативен и одржлив туризам во кој заштитата на природното и културното богатство ќе биде основа. Главниот туристички центар мора да изнајде начини за разбивање на сезоналноста. Во одреден период има огромен број на туристи, а во друг воопшто ги нема. Наместо масовен потребен е одржлив туризам. Охрид треба да работи на привлекување на еколошки свесни и културни гости. Главните адути на градот под капа на УНЕСКО треба да бидат уникатното културно-историско богатство и ретките природни убавини. Ова се препораките на експертската јавност. Од општина Охрид велат се иницира нова стратегија за туризам. Имам дилеми, дека треба да се направи стратегија за туризам, меѓутоа тука општина Охрид не е стручна, секако треба соработка со не само со факултет за туризам, туку и со многу луѓе кои што на некој начин се години и функционираат во туризмот. Во наредниот период ќе имаме и некоја, можам да наречам, можда не јавна дебата, ама една дебата каде што конкретно би презеле одредени чекори, а која што ќе иницираме преку секторот за туризам и локален економски развој, на кој што ќе бидат поканети експерти поврзани со туризмот и се надам дека ќе дојдеме до еден финален документ. Главниот туристички центар мора да изнајде начини за разбивање на сезоналноста. Во одреден период има огромен број на туристи, а во друг воопшто ги нема. Поради напливот на гости градот се соочува со низа комунални предизвици. Би рекол проблемите со кои што баш во тој период се среќаваме, без разлика дали е тоа менаџирањето со ѓубрето, дали е недостатокот на вода. Кога ќе кажам недостатокот на вода, мислам на притисокот намален со кој што се соочуваме буквално секој ден во тие 5 или 6 дена, така да градот има сериозни проблеми. Според научната фела, туристичката понуда на Охрид треба да се базира на рекреација и релаксација во природа, како и истражување и учење за културното наследство.
Искуствата во светски рамки покажуваат дека одржливиот туризам носи поголем економски бенефит за дестинацијата, односно поголемиот дел од парите остануваат во локалната економија, а се обезбедува заштита на природните и културните вредности. Во тек е пријавувањето на кандидати за обука за негуватели на стари лица што ја спроведува Црвен крст Охрид. Интересот е голем бидејќи во Охрид има се поголема потреба од ваков кадар, но и поради тоа што се добива меѓународно признат сертификат со кој се зголемува вработливоста и конкурентноста на лицата на пазарот на труд. Досега обучени и сертифицирани се 40 на негуватели, од кои дел за комерцијални цели, а дел се вработени во нега центарот на Црвен крст Охрид. Голема е потребата за услугата за грижа и нега на стари лица во Охрид. Иселувањето на младите, тоа што градот нема дом за стари лица, презафатеноста на младите со работни обврски поради што поголем дел од денот се отсутни и не можат да им пружат помош на своите постари родители, се дел од причините кои ја наметнуваат се поголемата потреба од професионални негователи. Во нега центарот на Црвен крст Охрид постојано се обраќаат граѓани кои бараат ваква услуга. Се поголемо јавување од страна на граѓаните на кои што потребно му е ваква помош за нивните блиски, најчесто за постарите луѓе, бидејќи оваа услуга најчесто се дава за граѓани над 65 годишна возраст. Интересот е голем бидејќи оваа услуга помош и нега во домот му дава на корисниците да останат во домашните услови, односно да останат онаму каде што најдобро се чувствуваат, а нашите негователи да помогнат да ги завршат секојдневните работи или да му помогнат во оние основни потреби кои што треба да ги задоволат во текот на денот. Црвен крст Охрид спроведува обуки за негователи за помош и нега на стари лица. Досега обучени и сертифицирани се 40 на негователи, од кои дел за комерцијални цели, а дел се вработени во нега центарот. Во тек е петтиот конкурс за пријавување кандидати. Ова е петта обука која што ја организираме, значи има доволно, значи сите обуки досега се одржани, има заинтересираност од почетокот на оваа година како Црвен крст, значи склучивме управен договор со Министерството за труд и социјална политика, со тоа што услугите како помош и нега во домот и лична асистенција ги нудиме бесплатно за граѓаните на општина Охрид, што значи дека и потребата и наша, а и потребата и на граѓаните во нашата општина е се поголема, така да ние имаме потреба на што поголем број на негователи и лични асистенти, се со цел да ги задоволиме потребите на граѓаните. Обуката, согласно верификувана програма од страна на Центарот за образование на возрастни и Министерството за образование и наука, содржи теоретски и практичен дел. Трае 3 месеци, а се реализира во просториите на Црвен крст Охрид. Обуката ја изведува наставен кадар едукатори, доктор по медицина, медицинска сестра, социјален работник, 5 дена во неделата. Постојат одредени критериуми кои што се потребни да ги задоволат кандидатите кои што сакаат да се пријават на овој конкурс, значи да се полнолетни, да се државјани на Република Македонија, да имаат општа психофизичка и здравствена состојба. И најважното да се мотивирани да сакаат да работат со стари лица, да му помогнат на истите и да бидат вклучени во работата на нега центар при Црвениот крст Охрид. По успешно завршената обука, кандидатот се стекнува со соодветен меѓународно признат сертификат за негувател за помош и нега на стари лица. Пријавувањето на конкурсот трае до 25 септември. Утре во Охрид започнува 67-миот светски конгрес на Интернационалната полициска асоциација, највисокиот репрезентативен собир на државите и полициите од светот, членки на ИПА. Од 17 до 22 септември во Охрид ќе се одржи 67-миот светски конгрес на Интернационалната полициска асоциација, највисокиот репрезентативен собир на државите и полициите од светот, членки на ИПА. Деновиве во Охрид пристигнаа над 240 високо рангирани полициски службеници, представници од 64 ИПА држави и нивни национални ИПА секции, како и други меѓународни организации членки на Организацијата на Обединетите нации. Утре посвеченото отварање ќе се одржи ИПА парада во која сите учесници на светскиот конгрес, носејќи ги нивните полициски униформи, ќе парадираат по улицата Свети Климент Охридски од Охридскиот чинар до Охридското пристаниште. Светскиот ИПА конгрес, кој во Охрид ќе трае до 22 овој месец, е од исклучително значење за ИПА Македонија како организатор на светскиот конгрес, но и врв на довербата што ИПА Македонија има во рамки на Светската интернационална полициска асоциација.
На 67-миот светски конгрес ќе се разговара за повеќе теми поврзани со регионалната и глобалната безбедност и стабилност, јакнење на билатералната и мултилатералната полициска соработка помеѓу полициите членки на ИПА, јакнење на професионализмот на полициските службеници низ бројни форми на едукација и во таа насока ќе бидат подпишани низа конкретни договори. По завршување на 67-миот ИПА светски конгрес во Охрид ќе следи манифестацијата Недела на пријателство, при што за учесниците на 67-миот светски ИПА конгрес од 22 до 29 септември предвидени се туристички разгледувања на повеќе ИПА региони, градови, значајни историски и туристички места во Македонија, информира портпаролот на светскиот ИПА конгрес магистар Стефан Димовски. Утре во Охрид ќе се одржи 23-тиот состанок на постојаната експертска група за болеста африканска чума кај свињите. На дводневниот состанок ќе учествуваат високи представници на Европската комисија, Организацијата за земјоделство и храна на Обединетите нации ФАО, Светската организација за здравствена заштита на животните, реномирани експерти за болеста африканска чума кај свињите и представници од ветеринарните служби од повеќе европски земји, информираат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Во рамки на состанокот ќе бидат презентирани актуелната состојба со болеста во Европа и регионот, мерките кои се преземаат за нејзино ставање под контрола и искоренување, како и меѓудржавната соработка на надлежните ветеринарни служби. Ке се презентираат и активностите на регионалниот проект Регионална акција на Европската Унија за искоренување болести кај животните во Западен Балкан 2, што го финансира Европската Унија. Охридскиот театар ја започнува новата театарска сезона со хит представата Секс, лаги и љубомора. Новата театарска сезона Охридскиот театар ја започнува во понеделник на 23 септември со хит представата Секс, лаги и љубомора на Марк Камолети во режија на Коле Ангеловски. Представата се игра со почеток во 20 часот, цената на билетот е 300 денари. Од Националната установа Центар за култура Григор Парличев Охрид напоменуваат дека билетарата работи секој работен ден од 10 до 17 часот и дека резервации за представата не се примаат и карти се продаваат само на билетарата. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Билансот на жртви од циклонот Борис која зафати Централна Европа се искачи на 17 лица. Полската влада поради поплавите прогласи состојба на природна катастрофа, а премиерот Доналд Туск изјави дека за настраданите од поплавите во земјата ќе бидат издвоени 233 милиони евра и дека Полска ќе побара помош и од Европската Унија. Ке разговарам со премиерите на Словачка, Чешка и Австрија и со председателот на Романија за тоа како на најдобар начин да ги искористиме европските фондови за надомест на штетите од поплавите. Заедно можеме да обезбедиме многу пари наменети за природни катастрофи, рекол Доналд Туск. Гувернерката на Долна Австрија на пресконференција изјавила дека регионот се уште е во состојба на криза и дека се уште се под огромен притисок. Службите за итни случаи се на терен и постојано се ангажирани, бидејќи во моментов постои и голем ризик од лизгање на земјиштето. Повеќе од 250 патишта во Долна Австрија се уште биле непроодни. И во Чешка состојбата е тешка. Евакуирани се 12.000 лица, а четвртина од домакинствата се без електрична енергија. Градските власти во Будимпешта пак изјавиле дека се потполно подготвени за пораст на водостојот на Дунав и неговите притоки, а 12.000 војници се во состојба на приправност за пружање помош. Нивото на Дунав за неколку дена ќе биде повисоко за 2 метри, изјавил официјален представник. Премиерот на Унгарија Виктор Орбан изјавил дека се додека не се нормализира состојбата со поплавите, нема да ја напушта земјата. Мета им забрани пристап на руските државни медиуми на своите платформи. Оваа одлука е донесена откако американскиот државен секретар Ентони Блинкен минатата недела ги осуди, како што рече, дестабилизирачките активности на рускиот медиум Russia Today. Според него, руската државна телевизија е претворена во огранок на руската разузнавачка служба во светот. Забраната означува остра ескалација на акциите на најголемата светска компанија за социјални медиуми против руските државни медиуми по неколку години преземање ограничени чекори, како што се блокирање реклами и намалување на досегот на нивните објави.
Хаос на границата со Шпанија, илјадници мигранти кои преку социјалните мрежи го организирале денот на големото бегство и уришале преку врвот на ридот низ граничниот град Фнидек, марокански град најблиску до шпанската еклава, принудувајќи ги мароканските безбедностни службеници да изградат жив зид за да ги спречат мигрантите да стигнат до бодликавата жица која ги дели од Шпанија. Полицајците при тоа испукале предупредувачки куршуми во воздух во обид да ја растераат толпата. Мароканските власти при тоа соопштиле дека ги спречиле мигрантите да влезат во Шпанија, не наведувајќи колку луѓе се приведени. Групи мигранти исто така биле фатени како се обидуваат со пливање да ја поминат границата, при што било пронајдено тело на еден мароканец. Исто така се наведува дека таквите акции на нелегално преминување на границата во земјата членка на Европската Унија станаа се помасовни. Словенката Марта Косе е нова еврокомесарка за проширување, објави председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на пресконференција во Страсбур. Лајен по средбата со членовите на конференцијата на председатели на Европскиот парламент официјално ги представи новите еврокомесари и ресорите со кои ќе раководат. Таа потенцира дека секој член на Европската комисија е еднаков и секој комесар има еднаква одговорност да ги исполни поставените приоритети. Новата Европска комисија ќе има 6 извршни потпредседатели, од кои 4 жени и 2 мажи. Лајен додаде дека сега официјалното представување на составот на Европската комисија пред Европскиот парламент може да продолжат со формалната постапка за одобрување на новиот колеж на комесари. Почитувани гледачи, ова беше се што подготвивме за првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!